Штом го видите джинглот утринска на Тилма, тоа значи дека продолжуваме понатаму со нови теми, со нови содржини и се разбира многу нови гости. Овој пат големо задоволство ми е затоа што сме едно вака големо друштво, се надевам дека ќе не открие камерата. Дефинитивно. Инаку станува збор за господинот Павел Неделковски и Игор Кралевски, тренери, така? И ги имаме дечињата Никола Величковски, Тино Спасич од моја лева страна и Ѓорги Душев до тренерите. Здраво и добре ни дојдовте во утринска на Тилма. Фала за поканата. Задоволството е дефинитивно наше. Причината зашто сте овде бидејќи од 8 до 12 февруари се случува турнир во фудбал. Станува збор за, како се викаше, Балканика клуб, така? Да. Ајде по-конкретно што ќе се случува и што очекуваме за време на овој Балканика. Балканика клуб се случува значи од 8 февруар почнува. Значи меѓународен турнир кој што ќе учествува во генерација само 2005. Значи ова е втора година поред каде што Вардар на овој меѓународен турнир учествува и мислам дека прошлата година освоивме прво место, односно со генерација 2004, а оваа година ќе видиме како до каде ќе стигне. Да, до каде ќе стигне. Колку еве вие како тренери може да кажете дали се подготвени овие млади надежи и сметате ли дека може да очекуваме некоја победа повторно? Па овие дечиња се нашата генерација, конкретно за нашата генерација 2005 почна малку порано. Значи требаше да почнеме 23-ти, овие деца почна на 16-ти. Баш во корист на тоа што требаше малку барем да се подготват, нели после паузата месец дена. Секако дека им требаше малку и рутина, малку припрема и малку да се прилагодат према условите, односно за турнирот, за подготовката на Така, ќе очекуваме ли дечки победа некаква? Да. На микрофончето кога ќе зборувате, вежи? Да, така е. Само таков став мора да имаме за да бидеме добри, нели? Да. Ајде сега вака едно мало прашање за сите. Колку се тренерите строги и колку бараат од вас да вежбате, да тренирате? Кој ќе ми каже? Ајде, Никола, повели. Тренерите ни посветуваат многу внимание. Тие некогаш некогаш се строги, бидејќи ни покажуваат какви се вежбите и А вие кога не слушате, мора да се строги, така? Да, инаку нема да не научат како да играме фудбал. На која позиција играш ти, Никола? Ја играм шпиц. Браво. А другите? Никола и Ѓорги? На кои позиции сте? Не Никола, него Тино и Ѓорги. Јас играм средина. Јас играм десно крило. Добро е. Павел, колку да речеме, вие како тренери повторно морам да го истакнам тоа, чувствувате потреба за да им се даде се на овие млади надежи? Колку сметате дека навистина има нешто во овие млади нови деца и сметате дека некој по нешто се истакнува, да речеме, од овие генерации? Па вака, прво ви се наврати маце околу Сандански клуб турнирот, значи Вардар е клуб кој во својата програма, односно во својата визија се заснова на тоа да овие деца одигруваат што поголем број на турнири и поголем број на меѓународни утакмици, бидејќи ние како клуб сме клуб кој се, ајде да кажам, нескромно ја надминува оваа средина на надпревари и мислиме дека ни треба многу подобри надпревари за напредокот фудбалски на овие деца да биде уште поголем. Околу нивниот тренажен процес со нивниот тренер Игор Кралевски тренираат они како вистински професионалци, значи имаат 4 пати во неделата тренинг и имаат и утакмици. Сите генерации на Вардар, посебно оваа 2005-та, оваа година немаат пораз во оваа лига во која што такмичат и затоа мислиме дека овие надпревари и овие меѓународни утакмици се она што им треба нив за да го достигнуваат оној фудбалски пат кој што треба да го градат кроз своите години. Околу тоа кои деца се истакнуваат и како се истакнуваат, значи тоа е до нив самите, они се уште многу мали да се види кој би можел од нив да игра елитен фудбал, меѓутоа со правилна работа, со оние услови кои ни ги нуди Академијата на ФК Вардар во последните години, односно знаеме што се направи токму за напредокот на овие деца, се инвестираше многу во младинскиот погон и се надеваме дека со правилна работа, со добри тренери, значи
ќе дојдеме до оној профилни играч кој утре ќе му треба на Вардар или на македонската репрезентација. Дај Боже да е така, тренерите се дефинитивно одлични, децата верувам дека има кај нив и надеж и волја за да се работи, па да се надеваме дека нели, односно резултатите се повеќе од очигледни, да не правиме муабет. Станува збор за меѓународен надпревар, односно надпревари, кој се ќе учествува овој пат во Балканика клуб? Вака, значи ова е турнир, кажа тренерот Игор, ние веќе втор пат учествуваме на него. Минатата година имавме среќа да освоиме прво место, меѓутоа пак ќе кажам дека резултатите во овие годишта не се баш во прв план, него тука нели се работи на играта, на нивните перформанси, техника и така натаму. Меѓутоа, после све, ако е како што треба, си доаѓаат и резултатите. На овој турнири учествуваат сите од соседна Бугарија, значи сите великани, тука се ЦСКА, Локомотив Пловдив, Левски Софија, Ботев Пловдив, Локомотив Софија. Потоа тука има екипи од Грција, Србија, Црвена звезда е, Македонија и така натаму. Браво. Одлично, да се надеваме дека ќе постигнеме и оваа година успех, иако не се сомневам дека ќе биде тоа така, меѓутоа жилбите се тука. Игор, колку е напорно да се тренираат едни вакви млади, релативно нели мали дечиња кои што треба да се научат на дисциплина, кои што треба да се научат на ред, кои што треба да се научат на игра, на техника и така натаму. Колку ви е вас лично тешко да го направите сето тоа? Па мене лично не ми е тешко, мене ми е баш задоволство да работам со овакви дечиња. Значи прво работата која ќе работиш треба да ја сакаш, што ми ја сакаш, онда ја работиш со љубов. Така да овие дечиња преземав претhodна година и претходно работев исто со други. Претендираме ние да биде тоа све дисциплина, да имаат, значи 2005 се 12 годишни дечиња, ипак не се работи за деца класика, не се баш деца, така. Баш ние од наредната година више идеме у регионална лига, така да веќе треба да се селектираат и и они самите да се носат со тој притисок, односно со притисокот, односно со големината на нашиот клуб ФК Вардар. Од секогаш ме интересирало вака како тренериве конкретно, дали добар фудбалер се препознава уште од мали ноза и може тоа да се примети, или сепак треба многу работа, многу труд за да се дојде до оној резултат крајен, ева? Па мислам дека само работа и работа. Значи талентот е 10%, а останатото е само работа. Така е. Ајде сега дечињата мора да ми кажат што очекуваат на овој турнир. Ќе ги спрескаме или другите екипи? Да. Подготвени? Да. Комплетно? Да. Добро. Што правите вие, да речеме, кога сте, што ви кажува тренерот, кога излегувате, да речеме, на пауза или нешто? Како ви дава енергија за да излезете на терен? Што ви кажува? Па ни дава како ви поттикнува, надеж ви дава, така? Да, и Што ви кажа, ајде дечки, можеме? да, и да ги победиме сите. Одлично. Значи прво во тоа треба да уживаме. Кога ќе уживаме, значи тогаш ќе пружиме добри игри. Им кажувам на стартот излезете, уживајте. А како ќе уживате? Само према пасови, со пасови, повеќе игра, повеќе допири, поедноставна игра. Така да после тоа секојаш ќе дојде и Ќе си дојде и резултатот, апсолутно се служувам. Јане Сандански е одбрано како место каде што ќе се одигрува сето? Градот Сандански, да. Градот Сандански, значи оваа година овој турнир е под покровителство на Фудбалската федерација на Бугарија. Така. Значи тука веќе ќе има и многу поозбилни суди, многу поозбилна организација, поозбилни екипи. Има прекрасни услови за одигрување на надпреварите и мислам дека минатата година оставивме добар впечаток, победувајќи ги двете нивни најсилни екипи во полуфинале и финале, Левски од Софија и ЦСКА. Тие се нивни две екипи кои што се најдобри во младински категории. И според нашиот добар впечаток што го оставивме таму, затоа најверојатно не викаат и оваа година сме поканети да учествуваме на тој турнир. Иначе што ви кажа до дечките, на сите истото им го кажувам, значи они се вистински професионалци, многу се разликуваат од обичните деца кои што го живеат секојдневниот живот. Верувам дека е така. Да, значи они се веќе, јас што ги викам како машини, влезени се во еден ритам на тренинг, на правилна исхрана, правилно одмарање, спиење и така натаму. Браво.
Навистина ми е драго кога слушам нешто такво, особено во денешно време кога социјалните мрежи, компјутерите и ништо друго не е поважно од тоа. И драго ми е кога ќе видам вака дека дечиња се бават со спорт и покрај тоа се одлични професионалци. Така? Да. Одлично. Што друго би сакала да прашам некако при крај да го привршиме муабетот. Кои се оние други некакви идни планови кои што ги има Вардар како клуб и што е она што вие лично друго го работите освен тренинзите со дечињата и така натаму? Па добро, ние значи нашата работа не се заснова само на играњето на тренинг. И тука завршува нашата работа, него ние сме таму, ајде да кажам, со поголемо работно време, значи спремаме стратегија на клубот како би изгледале тренинзите на младинската школа. Потоа секој тренер си го спрема својот тренинг однапред во текот на денот, значи не е тоа онака доаѓа тренерот и си работи било што, него тоа се спрема тренингот според возрастната категорија и така натаму. Иначе Вардар, како значи на почетокот на нашиот разговор кажав дека се стреми што повеќе меѓународни утакмици овие дечиња да играат и што повеќе меѓународни турнири, за да нивото на игра биде се подобро и подобро. А околу дечињата ќе каже тренерот. Така е. Тренерот го чекаме да каже. Дечињата односно ќе кажат на турнирот. Се сложувам, може да биде така. Може ли вака да се договориме? Ете така. Кога ќе заврши турнирот, ќе дојдете повторно овде, особено ако станува збор, па и да нема некоја награда. Ќе дојдете повторно во утринска на Тилма за да кажете какво место сте освоиле, кои си импресиите, како сте си поминале, договорено? Да. Може се ваков еден спортски поздрав. Со сите? И со тренерот? И со тренерот. Ете така. Ке си направиме да пукне. Фала многу што бевте дел од утринска на Тилма. Секако ќе ги пратиме вашите активности и понатаму во текот на 2017 година, а ова не се шалам, навистина ќе ве чекаме со импресии да слушнеме како сте поминале и евентуално ако сме освоиле некое место. Супер.